Почитуван колега, сакам само да ве запрашам кога ги правите анализите вие во СДСМ. Кои параметри, кои земји ви се основицата за да зборувате вака негативно за Република Македонија? Кажете ми од која земја ги зимате примерите за успешно водење на економија, за успешно задолжување и што е тоа задолжување според вас правилно или неправилно? Кажете ми од која земја се водите? Дали имате некоја основица врз база на што ги темелите сите овие напади или си зборувате произволно? И баш би сакала да знам што е тоа што ве раководи за вака негативно да се однесувате во сите овие изминати години. Прво, само едно, не знам дали ве боли, во сите овие изминати години 6 пати одиме на воредни избори, 100 милиони евра сме потрошиле без потребно. Ниеден мандат не го истеравте, ниеден мандат со излегувањето, повеќе надвор по улиците се шетате и стварате само проблеми за економијата, не и решавате проблемите за економијата. Второ, кажете ми вие врз база на вашите размислувања, што е тоа што Република Македонија треба да направи? Дали да ги зголеми даноците? Дали пензиските услови да ги зголеми? Полоши или пензиски услови да донесе? Што е тоа што ве раководи? А иначе, секоја година во светот, значи Македонија се става во однос на останатите земји како се движи нејзината финансиска основица за задолжување. Еве, Светска банка, во сите овие книги, 2015-2016, која година сакате земете? Ќе ви каже дека Република Македонија е умерено задолжена земја, со фискална дисциплина и е една од ретките земји кои што имаат позитивен раст во економијата. Ви препорачувам да ги земете овие книги и да ги прочитате каде се наоѓа Република Македонија во однос на другите земји од Југоисточна Европа. Многу корисно ќе ви биде. И понатаму, кажете ми вие и одговорете ми, како тоа Македонија Титаник, Европската унија, државниот долг, просечен државен долг, еве, 2014 година е 92%. Сега е над 93%. Во еврозоната, исто така. Македонија е 38% во 2015 година, последниот квартал. Кажете ми ги, овие земји развиени со над 100% државен долг, треба да се убиваат за тоа што зимаат задолжување? Ако задолжувањето се зима за капитални инвестиции, треба и вие да го прифатите, бидејќи тоа ќе значи раст на економијата во Македонија. А бидејќи за тоа се трошат, ве молам, коригирајте ги вашите... Господин Николов.